Дневно по тројца пациенти завршуваат во болница со најтешка дијагноза – мозочен удар. Ваква била состојбата за цела година лани, кога на нервното оделение се хоспитализирани 1120 пациенти со удар или мозочно креварење. Најмногу пациенти имало во ноември и декември. Во последните 2 месеци, значи имаме околу 110 приеми за месец декември, односно 107 приеми за месец ноември. Од кои во месец декември биле 60 пациенти хоспитализирани поради мозочен удар, а во месец ноември 53 пациенти хоспитализирани поради симптоми на мозочен удар. Алармантно се намалува и старосната граница на оние кои завршуваат на нервно. Таму некои веќе се пациенти со ненавршени 30 години. Најмладиот пациент, за жал, во последните неколку месеци беше 26 годишна жена. Тоа го имам како податок од мојата колешка, која е примена со симптоми на венска тромбоза, мозочна венска тромбоза. Се намалува границата за луѓе кои што може да добијат мозочен удар. Значи имаме се помлади и помлади пациенти. Според лекарите, предиспозиции за удар имаат сите, но најкритично е кај оние пациенти кои имали историја на интернистичка болест, но истата не ја третирале соодветно. Пациентите кои што добиваат мозочен удар се претходно пациенти кои што се вообичаено оптеретени со интернистички болести, што значи дека ако добро не ги менаџираат пациентите своите интернистички заболувања, во смисол на добро лекување на шеќерната болест, значи добра регулација на гликемијата, ако него добро регулираат притисокот со терапија, нели нормално, ако не ги добро регулираат мастите во крвта, тие на еден начин го зголемуваат ризикот за добивање на мозочно заболување. Ниските температури какви што ги имаме деновиве се особено ризични за лица со кардиоваскуларни заболувања. Од тука голема внимателност е неопходна, зашто каде болеста ќе удри не питува.